Секој втор четврток од месец март се одбележува Светскиот ден на бубрегот. Ова е еден од најодбележуваните денови, а целта е да се подигне свеста кај граѓаните да водат грижа за сопственото здравје, односно поголема грижа кога се во прашање бубрезите и грижата за истите. Пациентите да прават редовна контрола препорачуваат лекарите, бидејќи бубрежната болест е помолна и во првите фази нема никакви симптоми. Кога веќе има симптоми, станува збор за четврта и петта фаза и пациентите завршуваат на хемодиализен третман. Хроничната бубрежна болест е подмолна болест каде што во раните стадиуми немаме воопшто никакви симптоми, а имаме прогресија на истата. Веќе кога имаме клиничка манифестација на болеста, тоа е веќе во подоцните стадиуми, четврти или пети стадиум, кога за жал завршуваат на хемодиализен третман. Водечките причини за хронична бубрежна болест се диабетот и покачениот крвен притисок. Тие не се главни, останати се кардиоваскуларните заболувања, автоимуни заболувања, гојазноста, нерегулираната исхрана, исто така неадекватна консумација на антиинфламаторни лекови. Со правилна исхрана, редовно вежбање и консумирање на голема количина вода може да се намалат симптомите на хронична бубрежна болест. Согласно податоците на Сдруженијето за бубрежно болни граѓани Нефрон, во државата оваа болест е застапена кај 10% од пациентите. Проценките се дека од хронична бубрежна болест се засегнати повеќе од 850 милиони лица ширум светот. Препораки за намалување на ризикот од хронична бубрежна болест, правилна и квалитетна исхрана, редовно вежбање, консумација на течности, особено вода, редовно мерење на шеќер во крвта, редовна контрола на крвниот притисок и за пациенти кои што се во ризик, редовно контролирање на бубрежната функција. Тоа ни се пациенти, веќе ги кажавме, со диабет, со хипертензија, кардиоваскуларни заболувања. Во наредниот период во Штип започнуваат скрининг амбуланти за хронична бубрежна болест која ќе биде во соработка со Министерството за здравство. Започнува на 21-22 март и ќе трае 4 месеца.